Светите отци прават една многу луцидна, една многу задлабочена споредба помеѓу два топоними, меѓу две места на живеењето на човекот. Тоа се градот од една страна и пустината од друга страна. Пустината во која што животот е неможен или исклучително тежок и градот во кој што живеат повеќето луѓе. Реферирајќи кон пустината, тие се подсетуваат на онаа монашка пустина во која што подвижниците се подвизуваат, се соочуваат со најтешките искушенија очи во очи со нив. Но истовремено и градот е своевидна пустина, велат тие. Градот е една пустина во која што колку и да е густо населен, колку и да има многу луѓе во тој град, за кој гради да зборувам, човекот кога ќе се осами, кога ќе се индивидуализира, кога ќе се загуби во тој индивидуалистички свет, отуѓен од блиските, од другите, тогаш можеби на најдлабок начин ја доживува пустината. Ја доживува пустината дури повеќе отколку да е во самата пустина. Точно заради тоа таа противречност, таа споредба меѓу градот и пустината служи како слика која што отците неретко ја спомнуваат и ни ја даваат како тема за размислување. Градот во кој што живееме, нашето Скопје, населбата позади мене, Капиштец, е еден извадок од тој градско-пустински живот, еден пасус од тоа. И секој човек го преживува тој начин на живење кој што исполнет со најразлични нешта, кои што изгледаат толку туѓи, толку различни на другиот кадар кој што го имавме свртени кон црквата, кон изврчињата. Во постојано брзање, во постојана динамика, во постојано надпреварување, да се стекне повеќе, да се заработи повеќе, во таа постојана желба и потреба за натрупување на мали или големи богатства. Градот е оној кој што го диктира темпото на нашето живење. Но истовремено, во тој град постои другата крајност. Крајноста на црковниот живот, крајноста на црковното време, кое што му се противпоставува на времето на градот, на времето на овој свет и век. Повторно, тоа е смислата на празниците. Смислата на празникот не е просто да се одмориме, да си починеме од постојаното трчање, од постојаната грижа, од постојаниот стрес, од постојаната анксиозност, депресивност и сите оние нешта кои што се својствени за тоа индивидуализирано, индивидуалистичко живење во градот. Туку смислата на црковниот живот е да го заплесне градот, да го исполни со себе си, да го исполни овој свет со смисла. Свет кој што смислата ја заборавил или ја смел под некој тепих, ја тргнал настрана, мислејќи дека ќе му пречи. Смислата не е она што пречи. Она што пречи е нашата недостатокот на желба и на храброст да се соочиме со смислата, да се соочиме со љубовта која што е единствената способна да го осмисли нашиот живот. Од љубовта знаеме да бегаме, плашејќи се дека таа ќе ни донесе болка, дека љубовта може да ни донесе страдание. Но всушност токму љубовта е онаа која што осмислува се, па дури и страданието кое што може да произлезе од животот во љубовта, е страдание кое што никогаш не е лишено од радост, страдание кое што никогаш не се предава на очеот, туку е страдание кое што има смисла. Ја носи смислата на Христа, на самиот Бог, на Богот човекот кој што страдал како нас луѓето, живеел како нас луѓето и воскреснал, за да со воскреснеме и ние со него и да станеме и ние како него. Празникот на Христовото рождество е празник во кој што ние го празнуваме Христовото доаѓање во овој свет. Го празнуваме воплотувањето. Го празнуваме мигот во кој Бог ни покажал на дело дека создадената природа, дека создадената твар не е оставена од нејзиниот творец, туку создадената твар е проникната од сеобожувачките и сеосветувачките енергии на Бога. На истиот тој начин и нашиот живот, и општеството, и градот во кој што живееме треба да биде проникнат од смислата.